Платформи за отворени податоци. Веќе утврдивме дека отворените податоци имаат потенцијал за широка употреба, достапни се во повеќе формати и придонесуваат кон отчетност, транспарентност и потенцијална соработка меѓу различни општествени организации, која дури може да донесе и профит. Така, на пример, приватната компанија или физичкото лице кој би изработило мобилна апликација за возниот ред во железничкиот сообраќај, би можеле да профитираат од своите напори, доколку апликацијата се поврзе со маркетиншки промоции. Самата апликација би била општествено корисна за сите патници кои го користат железничкиот сообраќај. Сепак, за воопшто да се изработи една ваква апликација, би било потребно прибирање на податоци околу железничкиот сообраќај од централна база на податоци. Без збир на податоци јавно достапни за сите корисници на едно место, би било многу тешко да се употребат истите за изработка на информации кои би се трансформирале во своевидна услуга за пошироката јавност. Отворените податоци се објавуваат на посебни податочни веб платформи, каде податоците се каталогизираат со описни податоци, метаподатоци и на кои се овозможуваат функционалности за нивно лесно пронаоѓање и преземање. Платформите овозможуваат и лесно прикачување на податоците од страна на објавувачите на податоци преку потреба на едноставен и конзистентен пристап. Главните карактеристики на платформите за отворените податоци се следните. Пронаоѓање на податоци. Платформите за отворените податоци се така дизајнирани и развиени за да има возможност на корисниците лесно пронаоѓање на податоците кои им се од интерес. Покрај тоа што имаат напредни функции за пребарување, применуваат семантички стандарди преку кои се овозможува податочните сетови да бидат индексирани и достапни преку други системи и податочни платформи на интернет. Конзистентно корисничко искуство. Постојат неколку типови на платформи за отворени податоци, но сите се развиени земајќи го во предвид примарното корисничко искуство, односно структурата, навигацијата и дизајнот, и се направени да има возможност на корисниците едноставно користење и лесно пронаоѓање податоци. Конзистентен пристап до податоци. Развојот на отворени стандарди овозможи градење конзистентни API за пронаоѓање, пристапување и користење податоци. Ограничениот број на платформи за отворени податоци и конзистентни функционалности на корисничкиот интерфејс овозможува корисниците лесно да ги користат веб апликациите. Платформите имаат слични структури и формати за прикажување на метаподатоци, како и на самите податоци. Доколку овие карактеристики ги контекстуализираме во примерот со изработка на апликација за железничкиот сообраќај, се издвојуваат неколку важни елементи кои би требало да се земат предвид при изработка на платформата за отворени податоци која би ја употребувала пошироката јавност. Јавното предпријатие, кое е одговорно за организација на железничкиот сообраќај, треба да ги објавува податоците на централизирана база на податоци, која ќе се обновува во одредени временски интервали со цел податоците да бидат точни, навремени и употребливи. Ваквата платформа за отворени податоци мора да е интуитивна за потенцијалните корисници. Тоа значи дека пребарувањето треба да се одвива лесно и без компликации, поточно, без потреба корисникот да научи нови специфични вештини за пребарување на податоците. Структурата и форматот на прикачување на податоците и метаподатоците мора да следи одредени стандарди кои се применливи и во други бази на податоци. Платформите за отворени податоци може да имаат различен пристап во објавувањето и отворањето на податоците. Податочни каталози. Податочните каталози се платформи кои ги излистуваат податочните сетови на веб. Тие се повеќе како директориуми кои содржат податоци за самите податоци, со локација на податоците и како тие може да се преземат. Каталогот ги линкува податоците до нивната локација, која се наоѓа на друго место на веб. Практично, тие овозможуваат конзистентен начин за лоцирање на различни податочни сетови, кои се лоцирани на различно место. Платформата CKAN е најкорисната платформа за податочни каталози од отворен код, кој се употребува во националните портали за отворените податоци, како што се порталот на САД, Data.gov, Велика Британија, Data.gov UK, порталот на Холандија, Data Overhead NL и многу други. Новиот портал за отворени податоци на Северна Македонија е исто така базиран на CKAN платформата. Управување со податоци.
Некои платформи за отворени податоци имаат активна улога во начинот на кој објавувачот на отворени податоци ги управува и одржува податочните сетови. Во овој случај, податоците се централизирани, односно се чуваат на платформата, како и се ажурираат податоците на истата. Платформата овозможува податоците да се прикажуваат директно на веб апликацијата во табеларен формат, како и да се визуализираат со одредени подесувања. За корисниците тоа е корисно, бидејќи не мора да ги преземаат податоците и да ги отворат со посебен софтвер за да ги прегледуваат. Во Република Северна Македонија, Министерството за информатичко општество и администрација е надлежно за политиките за отворени податоци, а воедно и за развој и одржување на централниот портал за отворени податоци, каде на едно место се каталогизирани и објавени податочните сетови на државните институции. Во 2012 година е воспоставен првиот портал, кој единствено нудеше линкови до веб страниците на државните институции кои имаат објавено одредени податоци и документи. Во 2014 година е имплементиран првиот понапреден портал за отворени податоци, каде на централно место се објавуваа податочни сетови. Кон крајот на 2018 година е пуштен во употреба софистициран портал за отворени податоци во согласност со најдобрите светски пракси и препораки, базиран на CKAN платформата. Порталот Data.gov.mk овозможува напредни функционалности за корисниците кои бараат отворени податоци, вклучително децентрализирано објавување и управување со податочни сетови од страна на институциите, едноставно и напредно пребарување на податочни сетови, објавување метаподатоци за податочните сетови, табеларно прикажување на податоците и нивна визуализација, преземање на податоци во повеќе формати, прикажување на апликации и истражувања кои се изработени користејќи ги отворените податоци, поднесување и управување со барањата од корисниците за отворање податоци и социјални алатки. Во досегашниот преглед и со досегашните примери се разгледуваа потенцијалните придобивки од достапноста на платформите за отворени податоци, кои би придонеле за создавање на подобрена комуникација меѓу државните ентитети и реалниот сектор. Објавувањето на отворени податоци на организирани, стандардизирани платформи, како на пример преку Централниот портал за отворени податоци на Македонското Министерство за информатичко општество и администрација, ги овозможува сите придобивки кои произлегуваат од објавувањето на отворените податоци. Како што е евидентно од почетниот пример, ваквите бази на податоци овозможуваат подобрена комуникација меѓу државниот и реалниот сектор, што води до поголема придобивка, а тоа е зголемено ниво на транспарентност и отчетност во работата на државните институции, што воедно е главна придобивка од самиот акт на објавување на отворените податоци и олеснето, поедноставено пребарување низ податоци од повеќе институции, доколку Централниот портал за отворени податоци овозможи пребарување на податоци од повеќе државни институции на едно место. На потенцијалните корисници им се овозможува централизиран пристап до податоците, од кои може да произлезат информации од јавен интерес. Платформите за отворени податоци не завршуваат само во соодносот меѓу државниот и приватниот сектор. Така, на пример, интернет страницата GitHub на своите корисници им овозможува пристап до платформа за отворени податоци. Главната цел е да се овозможи на корисниците да изработуваат софтверски решенија од кои дел се open source. Тоа значи дека крајниот корисник на софтверот не мора да плати за неговото користење. Овој пример укажува на уште една потенцијална придобивка од употребата на платформите за отворени податоци, а тоа е зголемената можност за колаборација и олеснување на соработката. Имено, Централниот пристап до отворени податоци им дава можност на повеќе корисници да се вклучат во изработка на одреден проект, со тоа што на секој корисник му се овозможува пристап до една единствена база на податоци. Со ваквата централизација се укинува потребата од изработка на посебни наменски бази на податоци за секој проект. Дополнително, голем број на отворени податоци на една унифицирана платформа создава простор и за креативно комбинирање на податоците за изработка на уникатни производи. Платформите за отворени податоци имаат голема корисност и за развојот и унапредувањето на научно-истражувачката дејност. На пример,
Универзитетот UCLA на својата интернет библиотека има организирано линкови до различни платформи за отворени податоци, кои се организирани според научната област. Американската психолошка асоциација или APA ги има категоризирано линковите до научно-истражувачки податоци во зависност од тоа како се организирани наведените платформи. Вака централизираното организирање на податоци ги има следниве придобивки за академските истражувачи. Помош при планирање и предлагање на емпириско истражување. Истражувачот има можност да провери колку и какви податоци постојат за одредена појава или поле од научен интерес и поконкретно да го формулира истражувачкиот проблем. Изведување на предтест за одредени хипотези пред да се организира постапката за прибирање на нови податоци. На овој начин, истражувањето има можност со употреба на веќе достапни и централно организирани податоци да провери дали добро се формулирани истражувачкиот проблем, истражувачкото прашање и хипотези на кои се базира истражувањето. Комбинирање на постојните податоци со новоприбраните податоци за добивање на подетална слика за истражувачкиот проблем. Дополнување на постојната база на податоци со нови податоци од квантитативно емпириското истражување. На тој начин се овозможува унапредување на фондот на научно знаење и се создава потенцијал за нови истражувања. Платформите за отворени податоци имаат посебна корист и за новинарската дејност, посебно за развој на новинарското известување базирано на податоци, глобално познато под називот Data Journalism. Пристапот до организирани платформи за отворени податоци на новинарите им овозможува изработка на истражувачки истории, базирани на податоци, кои би оделе во прилог на заштита и застапување на јавниот интерес. Дел од придобивките од платформите за отворени податоци за новинарите се следниве. Изготвување на информации кои се базирани на факти наместо шпекулации или ставови на соговорниците. Идентификација на потенцијални општествени проблеми кои се поврзани со јавниот интерес и поттикнување на соодветна реакција на надлежните институции за нивно решавање. Проверка на постоечки информации со употреба на отворени податоци. Централизација на пристапот до податоците со што се отстранува потребата за талкање по различни бази со различни начини на пребарување. Се на се, организацијата на отворените податоци на посебни платформи со стандардизирани начини на нивно презентирање, категоризација и начин на пребарување овозможува бројни придобивки за крајните корисници. Клучните придобивки од самата употреба на отворените податоци се своевидно условени од начинот на кој истите се организираат.